Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје ви посакувам добре дојде и ве поканувам да не следите и ова утро од почеток до крај и да се вклучите во емисијата со ваши прашања. Зборуваме за повреди на мускулно-скелетниот систем и нивниот третман, важноста на физикалната рехабилитација токму кај овие повреди, кои се најчестите, какви се симптомите, како да разликуваме сериозна повреда, кога да се обратиме на лекар, каков е третманот и која е улогата на физикалната рехабилитација и зошто е важна и страјноста и упорноста во третманите за да го постигнеме посакуваниот ефект. На оваа тема утрово разговараме со доктор Александра Мрмевска, специјалист физијатар од Промедика Медикал Центар. Добро утро, доктор Александра, и добре ни дојдовте. Добро утро, Билјана. Ви благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи. Да. За почеток, може ли кратко, што се нуди како услуга на одделот за физикална медицина и рехабилитација во Промедика Медикал Центар? Одделот за физикална терапија и рехабилитација при Промедика Медикал Центарот располага со врвен тим од физијатри и физиотерапевти и високо софистицирана технологија, при што нудиме физијатриски прегледи за било какви проблеми, било да се дегенеративни, повреди, воспалителен ревматизам или други промени во мускулоскелетниот систем, како и третман на овие состојби со физикални модалитети и рехабилитација пред или постоперативна кај пациентите. Така, вклучително и она за што ќе зборуваме денеска, повредите на мускулно-скелетниот систем. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Повелете, јавете се и вклучите се во емисијата со ваши прашања. Со доктор Александра Мрмевска, специјалист физијатар од Промедика Медикал Центар, зборуваме за повреди на мускулно-скелетниот систем и нивниот третман, односно рехабилитацијата. Доктор Александра, што се спаѓа во мускулно-скелетен систем, вака за почеток, барем да ни наброите? Како што знаеме општо, мускулно-скелетниот систем се состои од прво е скелетниот систем, тоа се коските, зглобовите, и околните меки структури кои што ги окружуваат, а тоа се мускулите, тетивите и лигаментите. Така. Сите се склони кон повреди. Така е, зависно од активностите, возраста, може да настанат повреди во сите овие делови од мускулоскелетниот систем. Колку често ги среќавате во секојдневната пракса и кои се најчести од повредите? На нашиот оддел се среќава, често добиваме пациенти со ваков вид на проблеми. Било да се тоа рекреативни спортисти, па работиме доста и со професионални спортисти. Од сите возрасти, овие повреди може да настанат од детската возраст до помладите, средната популација, па и до кај највозрастната популација. Најчесто се среќаваме со мекоткивните повреди, било да се тоа исчашување на зглобови, контузии, односно нагмечувања, припадови, потоа повреди на околни мускули, тетиви, лигаменти, а понекогаш може да се работи за скршеници на коски. Така, едно невнимателно свртување, стапнување, качување, симнување по скали, во секунда може да настане повреда, кога најмалку очекуваме. Така е, најчесто кога сме уморни, брзаме, кога телото не е доволно одморено, денешниот стил, начин на живот е доста хектичен, како што сите знаеме, брзаме некаде и често и кај популацијата која не се бави, активно можеби со некои спортски активности, знае при некоја невнимателност да настане ваков вид на повреда. Да. Дали животниот стил, начинот на живот, физичката активност, возраста си имаат свој удел или можеме да ги вброиме како во еден дел од ризиците дека може да се случат вакви повреди? Секако, возраста игра улога, особено би ја спомнала повозрастната популација, веќе над 65-70 годишна возраст, каде што и поради дегенеративните промени кои настануваат во зглобовите и во целиот мускулоскелетен систем, но и дегенеративните промени во нервниот систем и во мозокот, потоа артериосклеротичните промени дегенеративни на самите крвни садови доаѓа до промени во движењето, моториката кај овие луѓе, може да дојде до намалување на балансот и равнотежата и во одредени ситуации, ако не внимаваат или се преценат при одредени активности, да дојде и до некакви падови
удари или повреди. Така. Затоа секогаш велиме кај постарите и кај повозрасните да бидат внимателни, нели, во одењето, а пак кај она помлада популација или пак на средна возраст се случува некогаш да не ги сваќаат сериозно и самите повреди или пак да си ги преценат можностите, па едноставно да бидат многу повеќе физички активни во одреден спорт отколку што може телото. Така да е, одговори значи, на сето денеска тоа. имаме се повеќе луѓе кои активно спортуваат и рекреативно, значи, но и секако и професионалните спортисти кои што повредите се дел од, значи, самата нивна професија, дел од спортот, се неминовно во одреден дел од кариерата ќе имаат некаков вид, можеби помала или поголема повреда. Секогаш треба физичката активност да ја прилагодиме на состојбата на нашето тело и можностите на телото, согласно со возраста и согласно со сите оние состојби кои што телото ги има. Било да се состојби во однос на други некои системи во телото кои се надвор од мускулоскелетниот систем или некакви проблеми со орбитниот столб, зглобовите, претходни проблеми кои што пациентот ги има. Така да добро е да се движиме, да спортуваме, но сето тоа да биде прилагодено на нашите можности. Да. Кога зборуваме симптоми, дали болката е првиот и најочигледниот кој што ќе се случи кога има ваква повреда? Како да разликуваме дека станува збор за нешто посериозно? Значи, обично првиот симптом нормално е болка и се појавува најчесто и оток во зафатената регија. Значи, повредите може да бидат најразличен тип, било да е тоа исчашување, нагмечување на зглоб, контузија, односно удар, значи на зглобот, потоа повреди на меките ткива во смисол на парцијални, односно делумни или целосни руптури, односно кинења на мускулни, тетивни или лигаментарни влакна, пошто значи се формира оток, може се формира хематом, значи крварење во самата регија, доаѓа до ограничена подвижност на делот од телото кој што е зафатен, дали се работи за долниот или горниот екстремитет. Значи, да речеме, ако се работи за нога, може пациентот да има отежнато одење, отежнато виткање во коленото, и ако конкретно се работи за колениот зглоб, колку се работи за горниот екстремитет, отежното користење на раката во секојдневните или работните активности, значи сите тие симптоми ни укажуваат дека настанала некаков вид на повреда. Се колку се поизразени симптомите, нормално колку е поотежното одењето, поотежното користењето на екстремитетот, поголем оток, поголема болка, укажува дека можеби се работи за некој потежок вид на повреда. Што во тие моменти смееме да направиме или можеме, а што не смееме никако да направиме? Па најдобро би било да се зависно е од повредата каде се случила, така. Најдобро е оние што знаат да се пружи и прва помош, нормално. Најчесто во првиот момент, значи да се стави ладно, значи некоја ладна облога, по можност доколку се работи за значи некој зглоб, може и во кај мускулните, значи повредите меките ткива, може да се постави евентуално еластичен завој, да се земе некој аналгетик, значи некоја таблетка за болка и првото нешто што треба да се направи е да се консултира лекар специјалист, било да е тоа значи травматолог, ортопед или физијатар, специјалист по физикална медицина и рехабилитација, за да се утврди типот на повредата и за да се превземат мерки за незино санирање. Така, различни се повредите, едноставно некогаш некој не може ни да се помрне од местото каде што се случила нели повредата, тогаш во секој случај веднаш ќе дојде. Меѓутоа има ситуации кога можеме и сами нешто. Така да направиме, да оставиме време, грешиме ли тука кога оставаме повеќе време да помине, а да не е прегледано од лекар? Па најдобро би било веднаш да се консултира лекар што поскоро, за да се превенираат понатамошни последици, значи хронични последици од самата повреда. Често имаме пациенти кои доста задоцнато се јавуваат на преглед, ги трпат сите тие болки, отоци, ограничени движења и потоа и самата повреда си бара подолготраен третман, подолготрајна рехабилитација. Значи секаде каде што ќе превземеме навремено мерки, самата рехабилитација ќе оди и закрепнувањето на пациентот ќе оди побрзо. Така, се разликуваат и симптомите од нагмечување, истегнување и скршеница.
Така е. Сосема се различни. Така е, значи секако кај скршениците веќе имаме, како што напоменав, и поизразени симптоми, поголем оток, болка, веќе видлив, може да имаме и видлив хематом, односно подкожна модрица, со болка на палпација, односно на допир, значително со ограничени движењата и користењето на зафатениот дел од телото, било да тоа екстремитет или некој друг зафатен дел од телото. И во тој случај ќе се упати пациентот нормално да си направи и понатамошни исследувања и снимки, било да се тоа рентген снимки, се упатува понатаму ако е потребно, значи и на травматолог, ортопед кој што треба да ја процени состојбата, па кога ќе дојде моментот и за физикалната терапија и рехабилитација се упатува кај физијатар. Така. Често слушаме за воспалените тетиви, истегнати тетиви лигаменти, скинати тетиви лигаменти. Која е разликата меѓу сите овие состојби? Така е, значи колку секоја од нив е сериозна на свој начин? Да. Секој од нив предизвикува одреден вид на проблем, болка, најчесто и ограничена функција кај пациентите. Секако во склоп на овие повреди може да дојде само до истегнување или ние тоа го викаме дистензија на тетивата, може да дојде до парцијален прекин, значи делумен прекин на тетивните влакна, на континуитетот на тетивните влакна или до целосен прекин. Значи, кога е тоа веќе најтешката повреда, која што и веќе функционално го ограничува пациентот. Кога на снимката ќе рече докторот има едно тенко влакно кое што држи, значи се уште има надеж, не мора да одиме на некои поинвазивни секако, да. интервенции. Така да. Меѓутоа, вакви повреди не се случуваат само кај професионални спортисти. И кај рекреативци се гледаат во секојдневието, и кај обичниот човек? Така е, и кај голем број рекреативци, доста активни, значи кои што имаат голема фреквенција на тренинзи и на неделно и на месечно ниво, имаме повреди, особено можеме да кажеме кај рекреативците и повеќе дека се јавуваат повредите со оглед дека професионалните спортисти често имаат и персонални тренери, имаат тренери за физички кондициони тренинзи, потоа тренери во однос на самиот спорт кои го практикуваат разни видови на тренери кои го надгледуваат тренажниот процес. Тренажниот процес е исто така многу битен, било да е кај рекреативците или кај професионалните спортисти. Често пати и неправилниот тренажен процес, неправилните физички тренинзи кои ги преоптеретуваат одредени, значи, делови од телото, може да направат и склоност кон повреди. Било да се работи за рекреативци или професионални спортисти. Да. Во поглед на поставувањето на дијагноза, за каква повреда станува збор и што е тоа кое што страдало во моментот? Од каде се почнува? Бара ли снимање секоја повреда и какви снимања се прават? Да. Најпрво се обавува клинички преглед, значи ние конкретно обавуваме физијатриски преглед на пациентот каде што се утврдува фактичката состојба на зафатениот дел од телото, да речеме одреден екстремитет или друг дел телото каде што е повредата. Значи гледаме дали постои одреден оток, значи хематом, ограничена подвижност. Потоа се обавува нашиот оддел и ултразвучна дијагностика на мускулоскелетниот систем, каде што кај најголем дел, значи од мекоткивните повреди можеме да го утврдиме веќе и дијагностицираме и видот на повредата. И градусот, значи го градираме, степенот на повредата практично. Значи дали мускулот е парцијално скинат или тетивата или лигаментот или е целосно или е само истегнат, дали постои течност во зглобот, некаков хематом и така натаму. Штом ќе се постави одредена дијагноза, доколку се работи само за мекоткивна повреда, потоа се подготвува план и програм за физикална терапија и рехабилитација. Доколку се сомневаме дека постои некаква повреда на скелетниот систем, односно скршеница на коска, онда пациентот го упатуваме да се направат и дополнителни снимања, како што се рентгенграфии, значи рентгенски снимки или во некои случаи компјутеризирана томографија на скелетниот систем, со цел да се утврди дали постои скршеница. Доколку постои скршеница, тој пациент понатаму се третира и од страна на травматолози и ортопеди во првичната фаза, а потоа доаѓа на рехабилитација кај нас. Кај некои пациенти значи се упатуваат и да се направи магнетна резонанца, било да се работи за, значи, мекоткивни повреди или повреди кои што сакаме да видиме некои делови од телото кои не ни се видливи, значи до кои не можеме да допреме само со ултразвучниот преглед.
Дали некогаш стари повреди, дамнешни повреди, кои што не биле соодветно можеби третирани, не им се посветило доволно внимание, понатаму во животот може да покажат и да направат склоност кон друга повреда? Знаат ли пациентите некогаш да кажат и да се сетат дека пред години имале некоја повреда? Што во тие ситуации? Секако, значи пациентите често носат и последици од хронични последици од стари повреди. Особено доколку овие повреди не биле навремено истретирани, не биле како што треба истретирани со физикална терапија и не биле пациентите изрехабилитирани. Значи доколку не се вратила доволно трофиката, тонусот на мускулатурата како што треба, доколку мускулот останал слаб, доколку зглобот останал лабилен, значи во тој случај или останале некакви други последици од повредата, често пати кај многу повреди после долги години, особено во пределот на зглобовите, може да се јави склоност кон појава на артрозни дегенеративни промени во тој зглоб. И тоа се веќе и хронични последици од ваквите повреди. Да. Или доколку имало постоење на некои руптури, на тетиви или лигаменти или мускули кои што не биле санирани во целост, па потоа оставаат и некакви хронични последици со кои пациентите и години потоа значи се мачат и имаат симптоми за кои што бараат и помош кај нас. Да. Затоа, значи, кога ќе се случи нешто, навремена, рана, точна диагноза, соодветен третман се најдоброто решение за да немаме последици понатаму во животот. Имаме веќе и гледач на линија. Добро утро, повелете, ве слушаме. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав. Ало. Да, ве слушаме. Поздрав до водителката и до гостинката. Ви благодариме. Имам проблем со десната рака, на десната рака прстот, средниот прст. Да кажам, имам 65 години и пред неколку месеци, пред 2-3 месеца носев тешки работи и мислам дека се истегна прстот некако. И веќе трети месец ме боле, не може да го свијам добро, ми смета у работа, ми смета, значи ми прави проблеми. Трети месец више. И зглобчињата што се на средниот прст, сите три зглобчиња ме болат. Значи, дали си стегнати или што е проблемо, нешто чаре, лекој да се зарасне, да се... А дали бевте на лекар за да проверите да се направи некоја снимка? Не сум удел да правам снимки, затоа што се чека на 2 месеца да идам, а за 2 месеца е веќе проблем. И затоа, значи, со закажувањето со тие термини не се слагам, многу се чека. Треба нешто се смени в здравството, не би. Така, а од каде ни се јавувате? Јас сум од Штип. Од Штип, добро. Ви благодариме за јавувањето. Да, можно е прагот на толеранција на болка кај секого различен, така е. Да. Можно е да настанала некоја повреда која што може сега треба да издиференцираме, дали се работи, може да бидат два типа на повреди овде во предвид да ги земаме. Едната е повреда на самата тетива во пределот на прстот. Значи имаме од флексорни и екстензорни тетиви, се зависи од која страна е, тоа треба да се види. Значи дали од палмарната или од дорзалната страна, значи на прстите. Значи може да се работи за истегнување на тетива или некаква повреда на тетива која може потоа да даде хронична инфламација, хронично воспаление во тетивата и отежната функција, виткање или исправање на прстот, но некогаш може да настане и повреда во самите зглобчиња, каде што се јавува воспаление и оток во зглобот, ние тоа го нарекуваме капсулитис, значи во малите зглобчиња на прстите, од чаките, така што тука треба да се направи ултразвучна диагностика за да се утврди дали се работи за мекоткивна повреда или повреда во зглобот. Секако за ова постојат многу видови на третмани со кои што може овој проблем да се реши и често имаме пациенти со овој вид на повреда. Да се врати повторно функцијата на прстот, затоа што како што рече веројатно гледачот и болка чувствува, неможност да ја користи раката и прстот онака како што треба, значи има проблем во обавувањето на своите секојдневни и работни активности. Значи целта е да се даде соодветна физикална терапија, да се изрехабилитира секако и во комбинација со вежби за да се врати функцијата на прстот. Така, вежби кои можеби потоа и дома ќе треба да се прават за побрзо да се врати во првобитната состојба. Добро утро и за следниот гледач, повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Се јавувам од Охрид. Така. Имам
една повреда, паднав од скала, режејки киви, во левиот предел од коленото, од натрешната страна, значи не напред, од натрешната страна, и немаше оток, немаше, да речам, подливи крвни, бев на лекар, на докторката ми препиша фастум гел, рече, мачкај се од ова, ако не ти помини, ќе ти дам рентген да се снимаш. Сега, после тоа, после 2 недели, 3 ми помина, се санира тоа, све окей беше, и пак се случи, паднав на истото место и имам, да речам, сега по голема пат беше, по голема болка, пак не ојдов на лекар, се мачкам пак од кремот, фастум гел, па не ме боли многу, меѓутоа се плашам. Па прашувам докторката што би препорачала. Што би ве советувала? Ви благодариме на истото место, значи се работи повреда на истото колено, во истиот предел на истата нога, 2 пати. Значи првиот пат се санира, немаше ништо, помина како што предвиде докторката, ама сега пак така ве слушнавме, ви благодариме за јавувањето. Еве веднаш сега ќе слушнете и тоа, сакав исто како прашање да го поставам. Дали е посклоно местото каде што ќе се случи повредата за брзо време или по извесно време повторно истото да страда? Поосетливо ли е? Или пак други се причините? Нормално дека е поосетливо еден извесен период по повредата, но многу е важно повредата да биде изрехабилитирана и санирана како што треба, до крај. За да се започне со понатаму активностите кои што пациентот сака да ги обавува, било да се тоа некакви спортски, рекреативни, физички или останати работни и други активности. Ако добро се изрехабилитира повредата, не би требало понатаму, значи, да има проблеми. Да. Овде за брзо време на истото место 2 пати се случила повреда, ама гледачот рече страв ми е да одам на лекар, немам ништо направено. Која ќе биде препораката буквално до сите кои што гледаат, а ја имаат дилемата или стравот да посетат лекар? Па да не се плашат да дојдат да направат една консултација, и кај пациентот, значи, може да се работи за повеќе проблеми во таа регија каде што опишува дека се повредил. На коленото е менискусот, потоа се страничните лигаменти, можно е да има и претходни некакви дегенеративни други проблеми со тоа колено, нестабилност во коленото, дали поради слаба надколена мускулатура или поради останати некакви состојби, значи треба да се види и зошто се повторуваат тие повреди кај него. Може да постојат и други проблеми во мускулоскелетниот систем кои се вон коленото, а кои даваат нестабилност во самото колено. Значи едноставно да се направи еден преглед, една диагностика и понатамошни ако треба исследувања, затоа што во најголем број случаи, да речам, овие проблеми потоа се решаваат со физикална терапија. Можете само добро да имате, добробитот и од прегледот и соодветната терапија која што потоа ќе се применува. Добро утро и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Добро утро. Се јавува пациентка на 56 години, имам повреда, како што рековте, нели, се занимавам со спорт, меѓутоа рекреативно. Повредата ја добив при скијање. Значи, имам руптура на левиот мускул под коленицата, подискинати мускулни влакна. 2 месеци сум дома веќе, повредена, 10 дена носев помагало, па сега, еве конкретно утре ќе одам за совет, што понатаму. И сега јас имам еден проблем, значи подискинато беше мускулното влакно, меѓутоа петицата веќе 2 месеци не е во функција. Значи стапалото, пола стапало нагоре од прстите е во функција, меѓутоа скоро 80% и после 2 месеци стапалото остана како здрвено, како кога ќе станете од спиење, нели, па да сте го нагмечиле стапалото, па петицата уствари, па така, петицата не е се уште во функција. Немам направено ултразвук, имам направено само рентген, нема скршеници на зглобот ни на коленото, ни на
Така, или да. на стапалото тамо на зглобот, докторот рече дека ќе се санира се комплетно за 6 месеци. Сега одам со помагало, нели со басонче, па прашувам за совет. Да, од она што ни го кажавте, ви благодариме за јавувањето. Многу убаво и прецизно и детално ни објасни гледачката. За жал се случила повредата. Така е, Што имаме понатаму? доста повреди сега после скијачкова сезона. Скијањето е спорт кој што често пати дава повреди, па некогаш и доста потешки повреди во мускулоскелетниот систем. Конкретно за оваа повреда имаме често пациенти со ваков тип на повреди. Треба да се направи екодиагностика, ултразвучна диагностика, да се увиди во каква состојба е мускулот сега, мускулните влакна, и да се провери состојбата и на хиловата тетива, затоа што тоа е еден цел интегрален систем поврзан, гастрокнемиус мускулите, каде што најчесто настанува таа повреда и доле со припојот на самата хилова тетива, што е битно во функцијата на стапалцето, она што пациентката го опиша дека има проблем со функцијата на скочниот зглоб и питата. Секако една ултразвучна диагностика и да се отпочне физикална терапија и рехабилитација, зашто има бројни модалитети кои што се применуваат во комбинација со вежби и полека да се врати функцијата на екстремитетот во нормално. Што побрзо да се врати, иако гледачката веројатно применува сето она што и било од лекарот препорачано. Добро утро и за следниот гледач, да го слушнеме и вашето прашање. Повелете доколку сте на линија. Ало, дали Ве сум слушаме? во програма? Во програма сте? Ме интересира дали сум во програма? Да, ние го очекуваме вашето прашање. Добро, да го намалам само телевизорот. Може да го намалите тонот. Се јавувам во врска со гостинката ваша да ја прашам да се консултирам со незе. На возраст сум од 69 години, имам реуматоиден артритис, а последниве 2 години ми се појавија деформации на прстите и на нозете, бидејќи не можев термин да добијам за надекса во Скопје да се снимам. И ми интересира дали има некое решение со физикална за мене да се подобри состојбава во тие. Стварно ми се деформисани и прстите и нозете. Да, ви благодариме за јавувањето и за прашањето. Ќе погледнеме блок реклами, па советот, препораката, одговорот ќе го слушнете веднаш по рекламите, затоа останете со нас до самиот крај. И веднаш да го дадеме советот и препораката за ревматолошкиот проблем кој што го спомена гледачката што го има. Да, секако и кај пациентите со ревматоиден артритис може да се спроведува физикална терапија и рехабилитација. Физикалната терапија може да помогне во намалувањето, влеснувањето на нивните тегоби, посебно болката, отокот, ограничената подвижност. Битно е во која фаза таа ќе се спроведе, никогаш не се спроведува во акутна фаза, каде што постои акутно воспаление во зглобот со оток и локално зголемена топлина. Но во субакутната и хроничната фаза на ревматоидниот артритис и така се препорачува редовно да се спроведува физикална терапија, што значително го олеснува животот и функционирањето на овие пациенти. Така, терапијата која што тие си ја примаат, таа си останува така, ама дополнително со физикалната може да се олесни и да се подобри и подвижноста. Доктор Александра, кога станува збор за овие повреди, дали кај некој се почнува веднаш со третман, дали кај некој се чека да помине малку време и кои се сите модалитети и можности кои што се нудат во поглед на терапијата и третманот? Зависно од типот на повредата. Некои повреди бараат претходно мирување, недела до 2 или повеќе. Кај некој вид на повреди треба да се стави ортоза, која што ги ограничува движењата во дадениот екстремитет, зглоб и така натаму, или се поставува еластичен завој или некој друг вид на помагало. Кај некои видови на повреди, особено мекоткивните, ние и уште веднаш
значи имаме физикални модалитети со кои што уште и во првите денови од настанувањето на повредата можеме да започнеме веќе со третман. Така најчесто кај мекоткивните повреди се започнува со примена на ласеротерапијата и текар-терапијата. Текар-терапијата има посебен програм со биостимулативно дејство, каде што уште и првиот, односно вториот ден по настанувањето на повредата значително делува за да што побрзо се намали отокот, воспалението, болката и се забрза едноставно процесот на рехабилитација и закрепнување кај овие пациенти. Во понатамошната фаза, значи според проценката на докторот, физијатар, може да се применат и други физикални модалитети, како што се електротерапијата, магнетотерапијата, ултразвучната терапија, потоа вежбите, неминовен дел од рехабилитацијата на овие пациенти, работната терапија, мануелната дренажа, криотерапијата со компресијата. Би ја спомнала и мануелната лимфна дренажа, зашто имаме сертифициран терапевт, физиотерапевт на нашиот оддел која работи, која може да се применува и во склоп на вакви мекоткивни повреди, бидејќи тие секогаш се пратени со голем оток. Значи, значително забрзува намалувањето на отокот и враќањето на функцијата во дадениот екстремитет. Потоа имаме и мануелна јумихотерапија, тоа е јапонска мануелна техника за која имаме двајца сертифицирани физиотерапевти кои работиме на нашиот оддел и често и кај некои професионални спортисти, танчари и така натаму, се применува и овој вид терапија како додаток на останатите физикални модалитети и дава навистина извонредни резултати во рехабилитацијата на овие пациенти. Во понатамошната фаза на третман може да се примени и шоквев терапијата, односно терапијата со ударни бранови, која што исто така има регенеративно дејство, противоспалително и аналгетско, значи ја намалува болката и може во веќе хроничната фаза каде што настанале некакви очилкасто, значи сврзано ткиво, значи лузна во самиот повреден мускул околу тетивата или лигаментот, може со помош на оваа терапија, значи таа лузна да се разбие, тоа фиброзно ткиво да се разбие, за да се врати нормалната структура на мускулот, тетивата или лигаментот. Би ја напоменала и примената на МБСТ терапијата, тоа е терапија со магнетна резонанца, која што на нашиот оддел значи се применува во последните неколку месеци како третман кој што за прв пат го воведовме и во нашата држава како Промедика Медикал центар. Тоа е терапија со магнетна резонанца во која што постојат и протоколи за третман на повреди на мускули, тетиви, лигаменти, зглобови, како и регенерација на рскавицата. Постои протокол остеобон, значи за третман на коска, кој што се применува и после скршеници на коски, значи значително ја забрзува значи репарацијата на коската, така што и драго ни е. Веќе имате искуствата од примената на МБС терапијата. Веќе имаме искуства и во примена кај меките ткива, значи кај мускули, тетиви, лигаменти, и кај рекреативци, и кај професионални спортисти, и навистина многу брзо се регенерираат, закрепнуваат и што е најважно за нив, особено за професионалните спортисти, многу брзо се враќаат на своите тренажни активности и спортски надпреварувања. Така. Но и за секого од нас, доколку се случи некоја повреда, така што побрзо закрепнување, полесно закрепнување и враќање во секојдневието. Така е. Имаме уште еден или двајца гледачи на линија. Ајде, мислам дека ќе имаме време да ги слушнеме прашањата. Добро утро, повелете. Доколку сте се уште на линија, да се обидам уште еднаш. Дали го имаме гледачот на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Ја Виница. Так. Само ќе ве замолам малку погласно за убаво да ве чуеме. Сега од Виница, имам 47 години. Така. Пред 3 недели го скрши скочниот зглоб. Бев на операција во клинички центар во Скопје. Сега сум на домашно лекување. Имам оксикап и одам на штаки. И ја молам докторката да ми даде понатаму совет за понатамошно лекување, како да се справам со повреда. Што понатаму во опоравувањето и рехабилитацијата. Ви благодариме.
Така е, на нашиот оддел се спроведува и постоперативна рехабилитација кај пациенти после операции заради одредени повреди, дали се тоа скршеници или мекоткивни повреди, така што штом пациентот ќе добие потврда од својот хирург, травматолог или ортопед кој што го оперирал, дека може да се започне со физикална терапија и рехабилитација, може да се упати на нашиот оддел, да се направи физијатриски преглед и да се почне да се направи план и програм за физикална терапија и рехабилитација и да се почне самата рехабилитација. Таа е долготрајна рехабилитација, значи, но треба да се започне веднаш штом травматологот даде зелено светло за тоа. Пациентот и многу е важна и упорноста и истрајноста на пациентите, така, во рехабилитацијата, за да го постигнат, а опоравувањето е зависно од интервенцијата, од повредата, колку време ќе траете, сите тоа го прашуваат, колку време ќе ми треба за да се вратам во нормала и секојдневие. Така е, тоа зависи од типот на повредата, дали се работи за фрактура или значи скршеница, или се работи за мекоткивна повреда, некои мекоткивни повреди како што се на пример скинатиот приден крстен лигамент на коленото, кој најчесто оперативно се третира со лигаментопластика, потоа тој процес на рехабилитација е доста долг, потребни се некогаш 6 па и до 8 месеци за целосно враќање до да речеме за професионалните спортисти до професионални тренинзи и надпреварувања. Потоа долготрајен е доста процесот при повредите на ахиловата тетива, каде што постојат парцијални или целосни кинења на самата тетива, третирани конзервативно или во некој случај оперативно, каде што самата рехабилитација може да трае по 8, 9, 10 месеци и така натаму. Најчесто кај скршениците, сега зависно и од пациентот, неговата возраст, останатите, можеби здравствени состојби кои што ги има и проблеми и така натаму. Значи, процесот може да трае до месец и пол, два, до враќање на некакви си нормални секојдневни активности, па и до неколку месеци за враќање на спортски рекреативни активности. Така. И за крај, дали го имаме и последниот гледач за ова утро? Добро утро. Добро утро. Ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот, иако може пократко, бидејќи сме веќе на крајот на емисијата. Добар ден. Добар ден, повелете. Да, едно прашање до докторката. Еден совет. Јас сум оперирана од коленото, веќе година и нешто, со вештачко колено имам ставено. А првите, што е она нормално, бев на физикална и сето тоа помина добро. Последно 2 месеца, прво на средина на коленото ми имав некоја чудна топлина. Добро, не толку ми сметаше. Како иде времето, јас осеќам една укоченост во самото колено. Мислам, не можам ни да го објаснам, као стегнато. Поново бев го сликав колено, вред е, на сликата е вред коленото, мислам, операцијата. Али јас имам проблем, што у еден момент после, како ми укочено, ми се здрвуе доле, горе бутот и ми се укочува исто и месото испод коленото, листот. Да. Јас се извинувам што ќе ве прекинам, доволно е ова што ни го кажавте, бидејќи веќе немаме и време, кратко ќе може ли совет да дадеме до гледачката доктор Александра? Да, секако би препорачала да се направи еден добар физијатриски преглед за да се утврди, јас би направила ултразвучна дијагностика, но и еден клинички преглед, добар за да се утврди дали навистина проблемот е само од коленото или можеби некогаш кога има болки по должината на целата нога, тоа може да биде и во склоп на лумбоишиалгичен синдром кој што потекнува од проблеми со интервертебралните меѓупрешленските дискуси во долниот дел од орбитниот столб. Значи мора да утврдиме кој е вистинскиот проблем кај пациентката и да почнеме да го решаваме незиниот проблем. Така. На самиот крај, во 1-2 збора, треба да бидеме физички активни, ама да знаеме во каква кондиција сме и да внимаваме и да се штитиме од повреди. Така е, значи препораката и апелот е до сите возрастни групи да бидат физички активни, но своите значи секојдневни работни или спортски рекреативни активности да ги прилагодат на можностите на своето тело. Слушате го своето тело и тоа ќе ви биде благодарно. Да, ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам многу, поздрав. Благодарности за до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.